Системот за рана детекција на шумски пожари со смарт камери на Центарот за управување со кризи навреме детектирал пожар во атарот на селото Никуштак во општина Липково, информира директорот на ЦУК Мухамет Али. Веднаш по детектирањето на пожарот биле известени територијалната противпожарна единица Куманово и подружницата на Национални шуми Куманово, со цел навремено да се превземат потребните мерки и да започне интервенција на терен. Од Центарот за управување со кризи објаснуваат дека системот овозможува операторите во секторот за операции и координација да ги контролираат камерите и во реално време визуелно да ја следат состојбата на терен. На овој начин, освен што овозможува рано забележување на пожарот, системот им дава можност на надлежните служби континуирано да го следат развојот на ситуацијата и правецот во кој се шири огнот. Информациите добиени преку камерите се користат и за навремена координација и насочување на расположивите ресурси кон местото на пожарот, со цел екипите поефикасно да действуваат на терен. Следењето во реално време овозможува подобра проценка на ситуацијата и превземање соодветни мерки се до локализирање и целосно гаснење на пожарот. Од Центарот за управување со кризи нагласуваат дека примената на системот за рана детекција представува значаен инструмент во справувањето со шумските пожари, бидејќи овозможува побрзо алармирање и поефикасна координација меѓу службите кои интервенираат. Целта е преку навремено откривање на пожарите и брзо насочување на ресурсите да се спречи нивното понатамошно ширење и да се намалат потенцијалните последици врз природата и имотот. Од почетокот на годинава, заклучно со јуни, од наплата на патарина во Македонија се инкасирани рекордни 1 милијарда 919 милиони 775.277 денари, односно повеќе од 31 милиони евра. Податоците ги соопштија од јавното претпријатие за државни патишта. Во споредба со истиот период минатата година, приходите од наплата за патарини се зголемиле за 21 милион 891.532 денари. Зголемувањето се поврзува со поголемиот сообраќај и зголемената фреквенција на возила на патиштата. Најфреквентната наплатна станица во земјава е Тетово, по која следуваат Петровец, Романовце, Глумово, Миладиновци, Желино, Гостивар, Стоби, Кадрифаково, Преод, Сопот, Демиркапија, Отовица и Гевгелија. Според остварените приходи и цената на патарините, највисоки приходи има наплатната станица Романовце. По неја следуваат Миладиновци, Петровец, Глумово, Желино, Тетово, Стоби, Преод, Гостивар, Сопот, Гевгелија, Кадрифаково, Отовица и Демиркапија. Од јавното претпријатие за државни патишта информираат дека во периодите кога има зголемен обем на сообраќај, особено во летната сезона, се изработуваат посебни акциони планови за организација на работата на наплатните станици. На секоја наплатна станица на двата коридори се ставаат во функција сите расположиви ленти, со цел да се овозможи побрзо одвивање на сообраќајот и намалување на времето на чекање. Паралелно се дава приоритет на електронската наплата на патарина. Од јавното претпријатие за државни патишта посочуваат дека електронската наплата учествува со 31% во вкупниот промет. Според податоците за продажбата и на дополнувањето на електронските уреди, електронската наплата бележи дополнително зголемување од 6%. Од јавното претпријатие за државни патишта претходно информираа дека се размислува за воведување модел на наплата сличен на оној во Србија, односно затворен систем во кој наплатата би се вршела според изминати километри. За оваа цел веќе се работи на студија за можноста ваков систем да биде воведен на коридорот 8. Инаку, во текот на цела 2025 година, заклучно со 23 декември, од наплата на патарини бил остварен промет од 4 милијарди 158 милиони 914.362 денари, односно околу 67,6 милиони евра. Директните разговори меѓу САД и Северна Кореја би можеле да бидат прв чекор кон запирање на севернокорејската нуклеарна програма, оцени јужнокорејскиот министер за обединување Чунг Донг Јанг. Тој повика на поддршка за обновување на диалогот меѓу Вашингтон и Пјонгјанг. Чунг истакна дека денуклеаризацијата на Северна Кореја е во интерес на сите засегнати страни. Изрази надеж дека во иднина во процесот ќе се вклучат и Јужна Кореја и Кина.
Како еден од приоритетите го посочи формалното завршување на Корејската војна и воспоставувањето на траен мировен режим на полуостровот. Војната од 1950 до 1953 година заврши со примирие, но не и со мировен договор. Изјавите следуваат откако американскиот председател Доналд Трамп најави дека планира нова средба со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун подоцна годинава. Неговата сестра соопшти дека нема информации за директна комуникација меѓу двајцата, но потврди дека Ким и понатаму има позитивни чувства. Од Сеул смета дека обновувањето на диалогот може да придонесе за намалување на тензиите и создавање услови за напредок во процесот на денуклеаризација. Околу половина од нафтата произведена во Венецуела моментално се извезува во Соединетите Американски држави, изјави заменик министерот за енергетика на Соединетите Американски држави Кайл Хауствейт. Според него, Венецуела произведува околу 1,25 милиони барели нафта дневно. Тој посочи дека во изминатите неколку месеци повеќе од 500.000 барели дневно од венецуелското производство били испорачани во американски рафинерии, кои се специјално прилагодени за преработка на тешка венецуелска нафта. Од друга страна, САД дневно испорачуваат повеќе од 100.000 барели лесна нафта во Венецуела. Таа се меша со тешката венецуелска нафта за да се олесни нејзиното производство. Американскиот функционер го опиша односот меѓу двете земји како енергетско партнерство од кое имаат користи двете страни. Подпредседателот на венецуелската државна нафтена компанија Джовани Мартинес изјави дека на американската економија и се потребни венецуелските тешки фракции на нафта. Тој најави дека до крајот на август производството ќе достигне околу 1,245 милиони барели дневно. Според Мартинес, извозот на венецуелската нафта од почетокот на годинава е зголемен за 19,7%. Во земјата истовремено е зголемено и производството на гориво за 12,9%. Од агенцијата посочуваат дека за понатамошно зголемување на производството потребни се нови капацитети за разредување на нафтата, како и модернизација и проширување на венецуелските рафинерии. Времето денеска ќе биде сончево и многу топло, со мала до умерена облачност, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, кој повремено ќе засилува долж повардарието. Утринските температури ќе се движат од 13 до 21 степен, додека дневните максимални ќе достигнат од 33 до 39 степени. Во Скопје се очекува сончево и многу топло време, со мала до умерена облачност и слаб до умерен јужен ветер. Минималната утринска температура ќе изнесува 19 степени, максималната дневна ќе достигне 38 степени. Топлото време ќе продолжи и во наредниот период. Според најавите за време на викендот се очекува промена на временската состојба. Наместа ќе има услови за појава на локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Изолирано се можни и невремиња со силен ветер и град. И покрај промената на времето за викендот, температурите ќе останат високи. Наместа дневната температура се очекува да надмине и 40 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи препорачуваат граѓаните во периодот на највисоки температури да избегнуваат подолг престој на отворено и директна изложеност на сонце и да внесуваат доволно течности.